Овој ден утринава ќе го започнеме со колегата Дејан Андоновиќ, така ни се наместија картите, Дејане. Мене ми одговара. Да, тргнеме со меѓународна политика, бидејќи овој низ од гости што потоа ни следува се негдека таму до пред 11 часот. Ќе разговараме на различни теми, меѓутоа убаво е да почнеме со меѓународна политика. Мене оно што ми привлече викендов внимание, морам да кажам еден прилично стандарден викенд што се однесува до меѓународната политика, ништо големи апови, ништо големи даунови. Ми привлече внимание оваа состојба со Канада, бидејќи во Онтарио веќе со денови Онтарио, да. Така е, во област Онтарио, односно во нивната провинција Онтарио, со денови во Отава трае блокирањето на улиците, на градот и така натаму, а мислам дека прогласи воредна состојба. Па, оно што е интересно за една држава као Канада, светска велесила, војничка велесила, испраќаат им војска во Украина и сето тоа, оно што мене ме привлече внимание, 10 дена протести на камионџиите кои се противат на задолжителната вакцинација и оно што мене ме привлекува внимание е вчерашното признавање на градоначалникот на Отава дека состојбата е избегана од контрола и дека има повеќе демонстранти од што полиција и полицијата едноставно веќе не може да се справи со тие демонстранти и дека има делови во градот, освен што се под контрола на тие протестанти и демонстранти, не се само камионџиите, се разбира, но камионџиите блокираат се што можат со камионите, туку и дека веќе не само што немаат контрола, него се случува еден огромен хаос. Тој вели, ние немаме доволно полиција и не знаеме што понатаму. Она што беше пред 2 или 3 дена беше информацијата дека Трудо, премиерот на Канада, веќе одамна го има напуштено Отава, најверојатно се наоѓа во Соединетите Американски држави на безбедно, да кажеме, па потоа се заразил од коронавирус, па останал во некој карантин, така да тоа беа тие информации. Но она што е интересно е дека една држава како Канада и еден град како Отава, кој бил знае колку е тој цивилизиран и убав, нема контрола, а од друга страна немаат ни опција да извадат војска на улици, како што први се заканува. Добро, не е таму стигнато до таа. Па добро, знаеш, се што камионите ако стојат, а вие не можете ги одблокирате. Она што е интересно е што во Канада 83% од населението е вакцинирано. Да. Со 2-3 па и 3 потполно вакцинирано е податокот. И се работи и за еден релативно мал број на луѓе кои што се бунат против вакцинирањето, што е почетната причина за ова блокирање. Но очигледно многу против кабинетот на Трудо. Да, сега тоа добива и политички димензии, мислам, и други. Еден детаљ ќе ти кажам што го забележав, пошто ги следам овие работи. Прв пат ми се чини во историјата на тие две држави, тоа се цивилизирани држави, нели, пред се Канада и САД, еден американски претседател жестоко го критикуваше канадскиот премиер. Ќе потсетам дека Трамп дури толку непријателство што бев шокиран дека беше. Добро, знам, ама Трамп не е мерка за ништо. Но ништо. сега сакав друга поента да направам. Трамп е сам по себе воспоставуваше мерки. Протестите во Отава извади едни фотографии од овие реномирани светски новински агенции каде што парадираат голи купајќи гаќи со некои неонацистички и пред се неонацистички знамења, тоа го има забележано, но не се само неонацистички, туку се и конфедерални знамења, значи Отава држава, нели? И тие работи, но и неонацистички знамења. И ме потсети на сличните оние фотографии во Конгресот, кога мора да се согласиш со мене, беа шокантни оние фотографии влезени во Конгресот демонстрантите со рогови човекот што се појави. И се ова истиот призвук го има, ми се чини, што само укажува дека антиваксерството е само, да кажеме, повод, но секако се работи за уривање на актуелната канадска влада, нешто видено на овие протести. Тоа е едно панамериканско антидемократско движење на крајната десница и тие се сите исти. Сакам да кажам дека стои крајната десница. Сепак ги гледав пријавите за криминали, таму има 60 на пријави до сега и неколку мина се уапсени и така натаму. Нема таму крупни дела. Главно се работи малку нешто за кражби, се работи за навреди, нешто уништување имот, според она што читав. И ова со знамињата повторно. Да, сакам да кажам, значи се е релативно мирно, спијат со шатори на улици, блокирани камиони, има
Има прилично демонстранти, меѓутоа од она што гледав и некои аериал снимки од озгора правени, така мислам тоа. Дури Добро, веројатно. дури за наши прилики не знам што е така. Може би Тоа ова и е поскови состојба. блокирање градот. И поскови Може и поскови состојба. Луѓето едноставно се изморени. 2 години со што зависи кој како реагира. Тие реагираат така. Она што е интересно дека во истрагата е вклучено и Федералното истражно биро, односно FBI, кој помага на канадската полиција. Сигурно е прекугранична е Да, соработката. главните актери според извештајот се следат, но не се уапсени. Веројатно после некое време. Она што беше значајно овој викенд е и прославата на најдолгиот, да кажем, ројалистички мандат во историјата на Британија, па можда и на светот. Не сум на сигурен светот, дали да, има на нешто светот, подолго на од светот. тоа, меѓутоа Commonwealth. британската кралица прослави 70 години на чело не на чело, туку на круната британска. Таја, значи, уште како девојче стана за после ненадејната смрт на нејзиниот татко, стана кралица, но она што е врзано и што е, да кажем, изненадување за оваа годишнина, за овој јубилеј, што таа издаде соопштение, во кое што практично соопшти дека Камила, сопругата на нејзиниот син Чарлс, кој што би требало да биде следниот Никако крал, да стане крал. ако изненади ќе стане, никако бидејќи кралицата се уште е во добро здравје и така и покрај подминатите години, дека Камила ќе биде признаена како, тој ја го нарекува тоа Queen Consort, што значи дека ќе биде признаена како кралица сопатничка на кралот. Како што нејзиниот маж војводата од Винзор, што почина пред 2 години, беше признан за крал, да не, али он беше војвода од Винзор. Да, бидејќи се знае дека има оваа контроверза на разводот на Чарлс и така. Да, комплицирано е да објаснуваме. Едно е сигурно голем куриозитет и голем исчекор пресврт, ми се чини. Камила не беше признавана од британското кралско семејство. Јас сега не сум доволно стручен да коментирам, но за мене беше шокантно, бидејќи таа после долги години борба за својот статус, со своето проблематично минато, се вадеа се и се што за неа, на крај сепак ја доби на некој начин таа чест. Кралицата Елизабета да ја признае дека таа сепак е дел од семејството, каква таква, наша си, идемо дале. Значи, има некакви исчекори. Таму ќе видиме прво дали Чарлс ќе доживе да биде крал, бидејќи тој стварно долги децении чека на таа позиција. Па ако не, тој тогаш ќе треба некој од неговите синови, а со едниот син веќе се раздружија, со другиот е тој кој што би требало да биде следниот. Се водеше таму пред години и воопшто полемика, дури и Чарлс имаше околу тоа некакви воздржаности и така натаму, што навистина би се случувало после евентуалната демисија на кралицата од секакви причини, нели може да бидат причините. Таа е возрастна жена над 90 години, се разбира дека е во одлична кондиција, секогаш со ташничката сме го дискутирале тоа прашање од $1.000.000 што има во ташничката. Да имаш и такви некои написи па шпекулира дека се одеше дотаму дека нема ништо. Имаме и нова влада во Црна Гора. Се уште не, но денеска треба да се избира практично борбата, го срушија кабинетот на Кривокапич, денеска се обидуваат пратениците од таа партија на Дритан Абазовиќ, помогната со Демократската партија на социјалистите на Мило Ѓукановиќ, уште 2-3 коалициони партии помали од на бошњаците, и сега да не шпекулирам кои уште, се обидуваат да издействуваат формирање на малцинска влада, каде што премиер би бил Дритан Абазовиќ, но исто така се обидуваат и да го распуштат парламентот, другите сили, значи, кои не сакаат малцинска влада, сакаат да го срушат спикерот на Црногорскиот парламент и да се прогласат воредни парламентарни избори. Ќе видиме како ќе оди таа битка денеска, едно е сигурно, Абазовиќ најверојатно ќе мора да ја предводи владата до новите избори, бидејќи Многу е чудна вице-премиер. таа ситуација, мислам. Абазовиќ ќе прави малцинска влада поддржана од социјалистите, а против оваа сега така наречена српска коалиција за која се и Кривокапич обвинуваше дека е всушност експонент на некакви српски белградски интереси и така Но натаму. тој се покаже многу неискусен политичар. Во целата оваа состојба, тој како е универзитетски професор, политиколог, мислам дека беше, некако многу брзо ја изгуби поддршката и од србите, односно србите кои живеат во Црна Гора, не ја изгуби поддршката, но беа разочарани. Тој некако многу лесно ги препушти сите овие работи, не успеа да ги разреши своите тројца вице
премиери, односно тројца министри, меѓу кои беше Јабазовиќ, се покаже дека вице-премиерот е посилен од премиерот на некој Де начин. факто и се истроши мандатот веќе на владата. За година дена само, да. Натре владини, да кажем, припукувања, кој што како. Комплицирана состојба во се секој опитаа да случај. расчистат некои ситуации, афери, криминали, ништо од тоа речи си не успеа. Таму и тој обвинител кој што е врвот на обвинителството за гонење на организиран криминал, како и кај што има и така натаму, и него не успеа да го поместат. Ништо не успеа да Уего направат. онаа контроверза со патиштата и кинеските кредити на кај Србија, огромни проблеми за една така мала Мала држава, толку многу проблеми. Сега денеска треба да се обидат или да формираат нова влада, значи коалиционите партнери треба да имаат околу 40 и нешто од вкупно 81 пратеник, или најверојатно ќе биде срушен председателот на Црногорската скупштина или собрание и ќе се оди на воредни избори, уште едни од изборите кои на пролет не чекаат на Балканот. Добро, Дејан, јас ти благодарам.